чуваат во вторите 60 минути од денешното издание на Сака Македонија. Мојот следен гостин е роден 1981 година, магистар по кинезитерапија и магистрант на постдипломските студии по клиничка психологија. До сега е издадено 17 книги, 4 музички албуми со духовна музика. Тој е филантроп, хуманист, креативец, кој за себе вери дека Господ делува низ него, а тој ќе му служи се додека е жив. Константин Кешарино, на нашата студија од Поздрав да се секогаш е пријатно кога си наш гостин, бидејќи се чувства таа енергија, барем јас лично ја чувствам. Претпоставам дека моите мисли го делат сите оние кои што веруваат во она што го работиш и секојдневно ги има од ден на ден повеќе за нови и нови начин да побараат на нешто. Сега секогаш има причина, бидејќи постојано се активно создаваш последното нешто кое што го имаш изработено и за кое што денеска покрај другите теми ќе говориме, е оваа книга која што е насловена Трансформирај се, кој е прирачник за лична трансформација и духовно интервенирање во различни ситуации. Точно така. Потреба за едно трансформирање секој од нас дали има. Па мислам дека имаме сите ние потреба да се трансформираме во еден вид од живот, заради тоа што вели гледаме новините кои што укажуваат во светски рамки дека се случуваат различни промени во природата и во климата и во револуционерни процеси низ народите, значи се случува еден континуиран немир. Меѓутоа, од каде доаѓа тој немир? Тоа доаѓа од внатрешниот немир. Кога имаме внатре немир, тоа го манифестираме и надворешно од нас. Секогаш кога ќе дојдеме до една крајна точка, бараме решение. Например, ако сте болни, барате лек за тоа. Меѓутоа, до тогаш човекот не размислува за својот проблем. Работата е што треба на време да се сетиме дека навистина треба да направиме нешто повеќе од нашето постоење. Оваа книга дава практични укази како да се постигне тој, да се потикне тој принцип на трансформација. Рече дека секој од нас има потреба во одреден дел од животот за таа трансформација, сега за да постигнеме таа трансформација. Дали ни требаат некои предходни подготовки и најважно е вербата дека можеме и мораме и не помогнеме. Една многу интересна приказна која што некратко сакам да објаснам, се бил еден човек и се молел на Господ редовно. Меѓутоа во селото дошло поплава. Сите селани бегале, ваму таму се спасувале. Поплавата била многу голема, што овој човек се качал на кровот на својата куќа. Се молел Господе спаси ме, Господе спаси ме. Се случило еден чамец да дојде со еден човек, му рекол пријателе влези во чамецот, меѓутоа овој рекол не, јас чекам Господ да ме спаси. Потоа се случува, поминува извесен период, доаѓа друг чамец, човекот има уште една можност да се спаси, меѓутоа тој истиот одговор го кажува, односно чекам Господ да ме спаси. И така се удавува човекот, меѓутоа кога се сретнува со Господ, му вели на Господ, Господе, зашто не ме спаси? И Господ му вели, ти пратив еден чамец, ти пратив уште еден. Што повеќе? Соодветно со ова сакам да кажам дека сите ние во животот доаѓа до нас шанси, информации дека треба да си го промениме животот и да бидеме многу подобри и да направиме нешто повеќе за себе. Меѓутоа, луѓето се летаргични. Очекуваат да се случи некој стрес или нешто да ги извади од колосек, па потоа дури да побараат решение за сите овие проблеми. Важното е што според мене и според она кој што сум го стекнал како искуство и како опит во целата оваа дејност е дека луѓето не можат сами да се променат. Потребна е некоја повисока рака да не подигне, а тоа според мене Господовата. Ние сите сме христијани, во основата на тоа имаме љубовта, така сме и воспитувани. Но многу е важно да знаеме дека таа љубов кој што доаѓа од Господ треба да ја приемиме со отворено срце. Ако одиме на стоматолог, треба да отвориме устата за да не се направи забор. Ако сакаме да приемиме љубов и спасение, треба да го отвориме срцето кон Бога, да имаме вера во Господ Исус Христос. Ова го зборам заради тоа што сретнувам многу луѓе кои што велат Господе, Господе, помагај, немам за ова и така натаму, а всушност ништо повеќе не прават, односно не ја манифестираат истински верата. И кога луѓето така живеат, стануваат разочарани, неуверени во Божјата волја
слаби, депресивни, зајадливи, одноздолюбиви и затоа гледаме овој резултат во светот кој што се нарекува војна, немир, страф, неизвестност, човечко битие. Сега веќе наравно говорам, која што јас мислам дека никогаш не загубува од своето значење, дека волкот променува своето платно, меѓутоа не и карактер. За да се трансформираме или за да се промениме. Дали луѓето можеби некогаш се врзуваат со природата да се окажуваат моделот 16 па една година. Значи, дали е добро пред себе да се поставуваме временски рокови услови и дали со тоа поставување можеме да се направиме лошо или добро за вербата дека нешто ќе се промени од едно до друго. Тој сугестивен елемент кој што го манифестираме во нашите мисли и се врзуваме за одредена идеја дека овие 6 месеци ова ќе го правиме и тоа очекуваме да се случи. Не можеме така да функционираме бидејќи како луѓе кои што живеат во современ свет, окей да имаме динамичен живот, меѓутоа да планираме тек така, тоа е малку суетно, зашто? Заради тоа што не знаеме што се случува по еден час од сега, па камоле за 6 месеци. Соодветно, ние не можеме да размислуваме дека трансформацијата е процес кој што захтева 30 годишни медитации, значи постојано вежбање и слично. Трансформацијата е сега во моментов. Во моментов одлучувам дали ќе бидам тажен или ќе бидам среќен. Во моментов одлучувам дали кој ќе се придвижам на работа, ќе бидам зајадлив, ќе манифестирам своји фрустрации кон некого или ќе дадам максимум од љубовта која што циркулира во мене. Ако го правам тоа од својата љубов, очекувам луѓето да ми вратат. И кога нема да ми вратат, ќе бидам разочаран, ќе бидам фрустриран, ќе влезам во грев. Но кога тоа го правам со Божја љубов, преку молитва, тогаш Господ действува низ мене. Сушност трансформацијата е поттик да бидеме во служба на Бог, односно инструменти на неговата љубов. И оваа книга учи не на западна филозофија или пак на религија, туку учи како на вистина ние со понизност низ молитва да се отвориме, да бидеме инструменти употребени за најдоброто по Божја воля. И луѓето тоа го заборавија, некако го чувствуваат тоа далечно од себе. Но време е да се вратат назад во овој аспект да действуваат, заради тоа што ако се фокусирани на себе си, на своите проблеми, ќе дојдат до една слепа улица каде што нема излез. Но кога ќе го погледнат својот живот од аспект да служат на други, да направат подобро за други, или да се исполни онаа заповед што Христос ја рече, сака го ближниот како себе си, тогаш на вистина ние немаме фокус само на себе. Имаме цел на живење, а тоа е љубовта да ја изразиме низ дела кон сите околу нас или да го правиме она што сакаме да ни го прават други кон нас. Не со свој напор, туку со Божја љубов. Со своја воља што не може. Кажи ти на овде дали постојат некои конкретни работи што и како да направиме во даден момент, бидејќи е првенствено прилечник. Прилечник е внатре има психолошко-духовни задачи за себе разоткривање, се разработува свесноста зошто треба да се трансформираме и дадени се примери кој во каква ситуација, потоа има обработка на визуелната рефлексија. Визуелна рефлексија е оно што го примаш ментално и да го видиш ментално, не како креативна визуализација, туку внатре поврзано со емоциите и со верата во Бога. Базата на сето ова е Свето писмо, соодветно луѓето ќе биде многу блиску и ќе можат навистина тоа да го манифестираат, односно молитвите што се кратки напред, визуелно да ги погледнат напред во својот живот да ги манифестираат, па тоа ќе си донесе продуктивна духовност за нова перцепција на животот. Се очекувам да каже Анита, ајде од книгите да добиеме, да, Тројца Опрски ќе имаат можност да добијат 3 книги насловени како Трансформири се, од магистар Костар Клишаров, уште еднаш повторувам, приличник за лична трансформација и духовно интервенирање во различни ситуации. Можам само да напомнам, особено е назначена за луѓе кои што се беззначајност во слабост и во очај, потоа има кај луѓе кои што се групи се поделени, кои што имаат континуиран немир, песимизам и летаргичност, кај луѓе кои што имаат врзано завршење деструктивност, кога имаат чувство дека се случува нешто лошо во телото, кај луѓе кои што имаат страф од смрт, предчувство на умирање, предсмртна состојба, кај луѓе кои што постојано се жртви на болки, болести и разболувања, кај чувство на ранливост при потреба од заштита и напад на негативни сили, кај луѓе што имаат слаба вера, страф, изгубливост, безцелност,
кај луѓе кои што се соочени со тага, неправда, заканувања, беда, грижи, немаштија, кај луѓе што се во слабост, бесилност, немоќ, кај луѓе кои што се во безбедност и кај чести спонтани абортуси. Значи, широка лепеза е на овие групи на луѓе што можат навистина да го применат. Целта не е да навлезат во филозофија, целта е практична духовност, заради тоа што се изморени од премногу книги, од премногу мислења, од премногу продавање филозофија. Јас го сватив тоа, во светот се случува максимално и се продава добро. Меѓутоа, ние треба да сватиме дека животот е краток и да размислиме што ќе оставиме и овој ден за нас, кога би не немало утре. Соодветно да го живееме денот од денес за денес, но не раскалашено во смисла безморално, туку со максимална љубов, свесност за радост, за благодарност за она што Бог ни го дава, со максимална посветеност кон луѓето и што не сакаат и што не мразат. Да, мислам дека добар дел од животот и добри години треба да го трошиме за да ги засакаме оние кои што не мразат и за да сватиме дека ние се такви, ние сме приматви, а сепак нашето добро да не го потисне лошото. Само сакам да кажем дека нема да ги вклучиме гледачите за да имаме повеќе време за разговор со Константин Пешаров. 3116 566 тројца гледачи ми да се јават и